има огромен потенцијал да привлече голем број на туристи, но потребно е да се збогати понудата и да се направи сериозен исчекор за тој да стане центар на Балканот. Градот по бројот на ноќевање изминативе години веќе го надмина и Охрид, а за туристите особено интересни се сите оние културно-историски знаменитости, архитектура и храна. Каде е нашиот главен град на листата на светски атрактивни туристички дестинации? Утринава зборуваме со Гордана Јанакиевска, туристички работник. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро ни дојдовте. Кои се оние спомени кои што се уште не излегуваат од глава од тој ден? Јас сум дојдена во Скопје 65-та година. Така му доаѓа, така добро. Да го немам преживеано скопскиот земјотрес, но ги паметам после тоа сите секако го памтите периодот на изградба на Скопје. Да. Тие помали потреси и мојот организам беше прилагоден да може би некоја секунда пред да се случи земјотресот насетам дека тоа ќе биде, а подоцна и веќе знаев да препознам дали е тоа скопски, црногорски или било кој од другите земјотреси, бидејќи тие има различити видови на потреси. Како поминуваат годините, веројатно веќе тоа се подзаборави, нема ни толку за среќа потреси, па не е ни тоа нешто што може да ме преокупира. Меѓутоа го паметам како нешто што е неубаво доживување. Јас во Скопје дојдов 65-та година, мојот татко беше железничар, работеше на железница и доби прекоманда да дојде во Скопје. Она што го имам запамтено за земјотресот, тоа е патувањето со воз во еден вагон во кој се намештајот и сето тоа што ни беше таму, но доаѓавме во Скопје. Не зборував македонски, бидејќи сум родена во Србија. Многу брзо научив, многу брзо се вклопив. И моето школување во Ѓорче, каде што се сместивме во првите зидани бараки кои беа тогаш во Скопје, наметна да е Ѓорче Петров едно од моите најомилени дестинации, иако многу сум пропатувала по светот и многу сум работела во презентирање на сето тоа, едноставно место во кое подоцна се запишав архитектура, меѓутоа во исто време се вработив во туризам. Туризмот надвладеа и остана моја животна определба. Да, животна определба. Голем дел од градбите, Гордана, импозантни за тоа време, сега би биле неверојатна туристичка атракција. Која од нив, доколку не се случил земјотресот и разрушувањето на истите, прва би им ја покажале на туристите денес? Од секако дека прва која се покажува, тоа е железничката станица. Втората е да се покаже контра на тоа Ристичева палата која успеала да го преживее земјотресот. Меѓутоа има многу објекти кои навистина заслужува да бидат презентирани, а она што мене лично ми фали, тоа е еден добар музеј посветен исклучиво на земјотресот. Туристот, поединец или група која ќе дојде, може друго е кога ќе го раскажеш тоа, друго е кога ќе може да ги види тие фотографии на срушено, видеоматеријали, кога ќе може да го доживее тоа. И има една приказна која јас постојано ја кажувам, која би ја вклопила во тој музеј. Јапонка има подарено диамантски прстен семеен со желба да помогне на Скопје. Би било многу убаво тој диамантски прстен да е во тој музеј и да луѓето едноставно го видат дека луѓето сочувствувале и дека подариле најдраго нешто од себе. Такви се можностите на туристичките дестинации, едноставно такви да ти го доживееш и соживееш животот во тоа што се нуди како понуда. Со многу емоција зборува нашите соговорници во текот на денешното издание на Македонија наутро за тој ден, настаните кои што следувале по него. Еве 59 години по скопскиот земјотрес можеме да кажеме дека Скопје се наоѓа и на мапата на светски туристички дестинации, кој што е атрактивен, но градот многу се измени. Многу работи на позитивно, некои негативни кои треба да се менуваат и надоградуваат. Секако. Секако. Приказна за туризам е бизнис. Так. За да некој турист дојде токму во Скопје, треба да има добра приказна пред тоа, која ќе го наведе дека едноставно треба да го посети тој град, не сме да го заобиколи.
денешното време кога можете на Google да ги најдете сите информации, многу значи дека и поединец или фамилија која ќе се определи да дојде во Скопје, знае што ќе види. Треба да, меѓутоа, едно е што ќе го прочита, а друго е дали тоа истото ќе го види или нешто поинаку. На тоа треба да внимаваме и на тоа треба да се посветиме ако сакаме туристичка дестинација Скопје. Повелете. Скопје е неверојатно убав град. Има многу што да понуди, меѓутоа ние немаме добро обработени туристички дестинации во однос на Скопје. Не знам колку пати сте имале можност да видите групи со туристи во кои водичот, бидејќи ми е тоа струка, па многу често го забележувам, оди да речем едно метар и пол пред нив, они полека и гледаат околу, не им ја раскажува приказната, него едноставно ги оставува да го доживеат тоа. Тоа е погрешно. Јас само ќе ги замолам во меѓувреме нашите колеги од режија, имаме пригубави снимки од дрон од главниот град, кои што ги подготвија нашите колеги од македонската телевизија, па може да одат исто како и видеоматеријали додека разговараме. Благодарам. Да, колку е искористен туристичкиот потенцијал на Скопје и во која насока всушност се потребни најголемите инвестиции? Па секогаш има потреба од инвестиции, секогаш има нови приказни кои може да се обработат. Еве, до година е 60 години од земјотресот. Јас подготвувам една програма во која туристите кои ќе дојдат, едноставно ќе имаат можност да видат кој објект каков бил пред земјотресот, после земјотресот, како е дограден или на некое место кое едноставно е избришано од предходната меморија и сега нешто друго, да спијат по паркот под шатори, евентуално да го насетат земјотресот, да одгледаат еден филм за земјотресот на школка и едноставно да го доживеат барем на еден момент тоа доживување на луѓе кои во тој период живееле тука, многумина од нив веќе ги нема. Пред точно 1 час во Македонија на утро имавме линковско вклучување од колегата Бранко Чупевски, кој што даде многу солиден приказ на денешно Скопје. За тоа што е добро, а што не во главниот град, не е виновна само државата, институциите, туку и ние како граѓани. И тука сакам малку да продискутираме колку ние од една страна знаеме да го чуваме она што ни е дом, Скопје ни е дом, и од друга страна институционалната грижа, да направиме една паралела. Скопје пред земјотресот беше едно помало градче, кое имаше своја убавина и своји законитости. После земјотресот се доселија многу луѓе од страна и тие не можеме да кажеме дека го доживуваат Скопје како свој град. Веројатно е и тоа делот, носејќи ги со себе своите начини на живење од таму каде што живееле, едноставно не го доживуваат Скопје како свој град или не го доживуваат Скопје како град во кој некој ќе дојде да го види и дека треба да види убави работи, а не друго. Многу често го спомнувам тоа, навистина, мислам дека многу малце ние граѓаните водиме грижа за Скопје и доведуваме до неугодни ситуации кои навистина се загрижувачки во однос на тоа што таа приказна туристот кој ќе дојде она што го согледува треба да го пренесе. Доколку пренесе убавина ќе донесе уште многу гости. Доколку каже тој град не е за посета, веројатно нема да. Првиот впечаток е најважен дефинитивно. Апсолутно. Да се вратиме повторно на модерна Скопје, ги погледнавме снимките од дронот денешно Скопје. Кои се оние локации кои што се први репрезенти на Скопје, а кои што задолжително треба да ги посети секој турист? Во зависност од интересот на туристот или намената на групата, има Скопје да покаже се. И манастири, и културни установи, и музеи, и едноставно настани кои се случуваат. Морам да напоменам дека после земјотресот Скопје имал еден многу убав настан кој се вика Средби на солидарност. Ако знаете, Golden Gate, една од групите која е со светско реноме, беше една од гостите на тие средби. По мене, тие средби и ден денеска би требало да се случуваат, бидејќи кажуваат едно соединување, една можност да се дружиме и да се едноставно подсетиме на сето на што некогаш било.
втора работа што мене исто така ми пречи, во влезот на Стара чаршија имаше една убава табла на која пишуеше Скопје град на солидарност. Не знам на кого му пречево да тоа го извади, меѓутоа многу е убаво да дојдете и да прочитате дека со една табла граѓаните на Скопје се одолжуваат на сите тие што помогнале и што го изградиле тоа Скопје. И споменавте никаде на почетокот на разговорот, туристите сакаат приказна. Која е приказната која што денес ги влече или приказната која што вие им ги кажувате на оние кои што ќе дојдат во Скопје? Што прво треба да знаат? Веројатно една од приказните која е при посета на Скопје секако земјотресот, Така. бидејќи оставил длабоки траги. Меѓутоа од земјотресот да го доведеме до денешницата или до минатото, секако зависи и од временскиот престој и од желбите на туристите или пак намената на групата која е дојдена. Така да во тоа апсолутно нема да нема приказна. Јас водам една рубрика која се вика Дали знаете, која има преку 60.000 луѓе кои ме пратат. И секој ден на вистина има по една приказна која може, ако работам тоа веќе 3-3,5 години, не знам ја, никош не ја повторувам. Тоа значи дека на вистина имаме многу приказни. Имаме многу нешто што можеме да ги кажеме и на туристот и на луѓето кои го сакаат Скопје. И сосема пред крајот на денешниот разговор, како човек кој што целиот свој живот го посветувате на Скопје, на развој на туризмот во Скопје, какво Скопје посакувате во годините кои доаѓаат пред нас? Би го сакала малце почисто, би го сакала малце погрижливо од сите структури, од граѓаните па до луѓето кои за тоа се задолжени. Би сакала малце поорганизиран пристап кон Скопје, со еден музеј посветен, да речеме, со еден музеј на современа уметност кој има преку 1400 подарени дела, во која Пикасо до скоро беше во подрум. Не знам дали е сега едно време го извадија да го покажат. Мислам дека многу држави во светот би биле поносни дека го имаат делото на Пикасо во своите музеи. Ние не го искористивме доволно да тоа биде една од можностите да луѓето го посетат. Спомнавте на почетокот на разговорот, од 63-та многу луѓе се доселија во Скопје, кои што веројатно и не го чувствуваат како свој град. Вие сте 65-та дојдени во Скопје. Јас одамна не сум разговарала со некој кој е дојден во Скопје со толку љубов и гордост зборува за својот град. Веројатно се тоа годините. Јас сум дојдена на 12-13 години во Скопје и сум одраснала тука. Јас Скопје го прифаќам како свој град. Е клучниот збор, прифаќањето како свој град. Второ, од мојот сопруг, фамилијата живееше во Пајко Мало. За секој скопјанец се знае што е Пајко Мало. И сум го доживеала на нивни начин исто така. И веројатно е тоа причината да едноставно јас се чувствувам скопјанка како да сум родена тука и како да сум мислам дека и тука ќе останам со додека ме има, ќе се посветувам на Скопје и на неговата и со љубов кон него. Ви благодарам за тоа. Јас се надевам дека гласно ќе зборуваме уште многу години кои предстојат за да го направиме поубаво не само за нас, туку и за генерациите кои живеат, а и ќе дојдат. Апсолутно. Благодарам. Дефинитивно приказната за Скопје имаме, треба да знаеме како правилно да ја спакуваме и да им ја понудиме всушност на посетителите, а Скопје несомнено ќе продолжи и понатаму да ја пишува својата солидарна и приказна на заедништво и во годините кои што доаѓаат. Одиме со вести, веднаш потоа и другите сервисни информации, останете заедно со нас.